Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за ова издание. Македонија домаќин на бегалци од војната во Украина. Далеко от своей страны, и все родные мои находятся на Украине, муж на Украине. Поэтому это тяжело. Мене звати Дмитро, мені 17 років, і я з міста Дніпро. Земјоделци од Струмичко стравуваат за пласман на производството. 70-80% од извозот на зелка одеше токму во Украина и Русија. По одлуката на владата да го преполови буџетот за превенција на ХИВ. Тоа ќе доведе до зголемување на бројот на нови инфекции, до зголемен број на смртни случаи. Одлив на кадри од институцијата што ги издава безбедносните сертификати. Во овие други институции имаат подобар статус работените, повисоки плати и одредени други бенефиции. Има ли решение? Веќе започнуваме да размислуваме на операционализација на таа идеја за подобрување на нивниот статус. Реклами па најавените содржини. Ова е емисијата 360 степени. Руската агресија досега принуди повеќе од 3,5 милиони украинци, што е еднакво на 2 Македонии, да ја напуштат татковината и прибежиште да побараат во други држави, главно соседните. Од почетокот на инвазијата во Северна Македонија влегле околу 2000 украински државјани, а околу 1400 излегле. Разликата од околу 550 може да се сметаат за бегалци од војната кои останале кај роднини или пријатели овде. Дел од нив сретна и нашата Славица Филиповска. Прво во полиција, па во Црвен крст. Мирјана Стојановска ги пријавува пријателките од Украина, кои прибежиште од војната нашле во нејзиниот дом во Скопје. Кажете ми, сместени се кај вас, така? Да. Пасошите ги носите ваши? И имаат и деца они. И деца? Да. Така. Колку деца носела? 3. Во евиденцијата на Црвениот крст влегоа нивните лични податоци, образованието, здравствената состојба и слично. Во име на приватноста ги оставивме да ја завршат процедурата, која не траеше повеќе од 20 на минути. Они се од Киев, сега, ама колку ќе останат, не знам. Роднини ви се, пријатели? Пријатели, другари се. Па ние работевме, живеевме таму некое време и сега ги знаеме. Одлуката да се напушти родното место, Наталија и Јулија не ја донеле лесно. Стресс. Это тяжело. И далеко от своей страны, и все родные мои находятся на Украине, муж на Украине. Поэтому это тяжело. Колку време планирате да останете? Да сколько долго планируешь остаться? Я поняла, до окончания войны. Говорите об этом. Јулија пак не собра сили да зборува пред камера. Просториите на Црвениот крст во дневниот центар Даре Џамбас во Скопје се отворени секој ден, од 8 до 16 часот. Овде украинците бегалци од војната прво добиваат топло добре дојде, особено најмалите, а потоа им се пружа и конкретна првична помош. Значи, сите оние кои што ќе дојдат во Црвениот крст добиваат картонче за регистрација. Со ова картонче се следи понатаму нивната поддршка во делот на хуманитарната помош. Секој семејство добива пакет со храна, хигиена, добива ваучер за обувки и ваучер за облека, со тоа што они сами го бираат. Тоа во сите оние продавници со кои што Црвениот крст има склучено договор. Вообичаено, за пријавување доаѓа домакинот со представник на групата, доколку се работи за повеќе лица. Во регистарот на Црвениот крст досега влегле 60 на украинци, од трета доба жени и малолетници. Мажи нема, оти ним им е забрането да ја напуштат Украина. Првичниот контакт е да се задоволат основните потреби на тие луѓе, за да тие се чувствуваат безбедно и сигурно. А потоа секако секојдневието си носи дополнителни барања, дополнителни потреби. Ние сето тоа ќе го правиме во дослуг со државата, со Министерството за труд и социјална политика, значи кога се работи за образование, за школство, за градинка, секако и за лекување, така да на време ќе бидат информирани, ние ги имаме контактите од нивните домакини и Црвениот крст навистина ќе се стави во комплетна поддршка на овие лица додека престојуваат во државата. Доколку кризата потрае и се продлабочи, Црвениот крст размислува и за дополнителна реорганизација,
што ќе значи поддршка на семејствата кои се отвориле за бегалци од Украина. За некои украинци, среќа во несреќа е што имаат блиски овде. Мене звати Дмитро, мені 17 років і я з міста Дніпро. Нему војната му го сруши сонот. Наместо да се запише на факултет, мораше да се евакуира кај роднините во Скопје. Я їхав 3 дні з Дніпра до Чернівців на попутній машині з друзями родини з Харкова. З Чернівців я їхав на фурі до Румунії, звідти на тій ж самій фурі до Будапешту, а після останньою фурою їхав до Скопје через Сербію. Димитриј уште се опоравува од сознанието дека родната земја му е претворена во воена зона. Ну, коли ми їхали по Україні, я сподівався, що на нас нічого не впаде в плані бомб. Та ми доберемося до кордону України. Ну, коли ми туди дібралися, то страх минув і далі я їхав на позитиві. Младиот украинец не заборавил што оставил зад себе. Веднаш се приклучил на активностите на Украинското здружение во земјава, Лесија Украинка, кое собира хуманитарна помош за оние што останале во татковината. Тут, якщо люди хочуть переводити гроші сюди. Како да селектира хуманитарна помош на пунктот на плоштадот, Димитриј го советува неговата сестра Татјана, која 10 години живее во Скопје со сопругот и децата. Наші луѓе се такви вредни, не можат да седат и само да плачат, сакат нешто и од себе да помогнат, па исто така и да не се осеќат криви односно тие што се останати таму во опасност, во небезбедно. Тука не можат така да седат и да работат било што можат, така не доаѓат како мојот брат исто да пружат помош. Граѓаните пак оставаат символична сума и ретко застануваат пред камера. Една ситница од Скопје. Ви благодариме многу. Но свесни се за човечката должност да покажат солидарност. Јас не само што препорачувам да сите кого што можеме да помогнеме, тука јас лично сум спремен да отстапам мојата викендичка за ако има избеглици да ги прифатам и да ги примам. Нашата врата мора да бидат отворени. Не за тоа што треба да очекуваме да и ние се најдеме на таква ситуација, но мислам наша културолошка социјална вертикала баш се однесува. Зборам за македонскиот народ. Он е широко груд, сака да помогне секаде каде што е најболje. Некои пак се сомневаат во нашиот капацитет. Не знам, има појаки земји, кој нашата нема шанси. Македонија, како? Како? Ајде, кога народот македонски како живее? Според податоците на нашата полиција, од почетокот на војната во Украина, досега во Македонија е евидентиран влез на 1924 украински државјани. Во истиот период од државата излегле вкупно 1365 украинци. Разликата од околу 550 лица кои се уште не ја напуштиле Македонија, се смета дека се луѓе што овде нашле засолниште, но во приватен аранжман. Владата веќе задолжи неколку ресори да ги проверат државните капацитети, колку бегалци би можеле да примиме и каде би биле сместени. Се уште никој официјално нема побарано статус на бегалец, а тоа е основа за државата да помогне. Me kërkimin e statusit të refugjatit nga ana e një shtetasit të Ukrainës, i njëjti do të merr përkujdesjen shtetërore. Do të vendoset në përkujdesje shtetërore dhe institucionet shtetërore do të përkujdesen më tutje për shtetasit të Ukrainës, pra për refugjatët në rast të paraqitjes në vendin tonë. Në këtë drejtim, gjithashtu dëshiroj të theksoj se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi e ndjek situatën rreth krizës në Ukrainë përkatësisht që ka të bëjë me refugjatët. Edhe në këtë drejtim, Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e fundit ka ngarkuar Ministrinë e Financave të siguroj 120 milion denar për
për sektorin, për shërbimet e përvashta, me qëllim të garantimit, të sigurimit të kapaciteteve tjera akomoduese në rast të paraqitjes së refugjatëve në vendin tonë. И додека сме во исчекување на евентуален бран бегалци од Украина, секогаш ќе допредојде на помош за оние што останале во татковината во Пламен. Една опција е пунктот за хуманитарна помош за Украина на Скопскиот централен плоштад, кој ќе биде поставен таму најмалку до 23 март. Пунктот на Сдруженијето Лесија Украинка работи секој ден, од 8 часот наутро до 20 часот навечер, вклучително и за викендите. Освен на овој пункт, поголем дел собраната помош се складира во магазинот на Сдруженијето на украинци во Ѓорче Петров, од каде деновиве ќе замине 7-миот поред камион со хуманитарна помош за Украина. Помош се собира на телефонскиот број на Црвениот крст, а отворена и банкарска сметка. Парите ќе се доставуваат на сметка на нивната украинска единица. Ако нема прекин на огнот и единствен излез е напуштање на земјата, без оглед на се, уверувањето од Северна Македонија се дека украинците се добре дојдени и тука. Секој што ќе дојде на наша граница ќе биде примен и ќе биде згрижен. Сепак, колку украинци ќе бидат принудени да заминат од дома, зависи од некој друг. Јасно дека ќе биде повеќе бегалци ако ситуацијата ќе се влошува. Све зависи од путински режим. Земјоделци од Струмичко стравуваат за пласман на производството. 70-80% од извозот на зелката одеше токму во Украина и Русија. По одлуката на владата да го преполови буџетот за превенција на ХИВ. Тоа ќе доведе до зголемување на бројот на нови инфекции, до зголемен број на смртни случаи. Одлив на кадри од институцијата што ги издава безбедносните сертификати. Во овие други институции имаат подобар статус вработените, повисоки плати и одредени други бенефиции. Има ли решение? Веќе започнуваме да размислуваме на операционализација на таа идеја за подобрување на нивниот статус. Иако нивото на трговска размена со Украина и Русија е релативно ниско, сепак дел од земјоделците што своите производи традиционално ги извезуваа во овие две земји ќе трпат последици. Особено што барем засега не се калкулира индиректниот ефект на извоз, например на јаблука во Србија, од каде потоа тие одат за Русија. Што се случува на терен и што преземаат властите за да ги ублажат последиците, од Петар Кленчарски. Од вчера официјално започна пролетта. Уште пред да пристигне, на југоистокот на земјата се садат раноградинарски култури во пластеници. Ристо Велко во Василево одгледува рана пиперка, краставици, домати и зелка. Но оваа година, вели, бербата ќе биде понеизвестна. Климата е фактор веќе години наназад, но поради војната во Украина драматично поскапели репроматеријалите. Дали нашите земјоделски производи, пред се градинарски, ќе бидат надокнадени со висината на производствената цена, останува да го каже времето, бидејќи знаеме дека кај нас земјоделскиот производител работи без договорено производство, што значи останува стихијно самото производство. Велков е представник на Сојузот на синдикати на земјоделски производители за Струмичкиот регион и председател на локалното здружение Агросојуз од Василево. Вели дека она што земјоделците во моментов ги плаши повеќе и од скапите репроматеријали и од климата, е несигурниот пласман во Украина, каде традиционално се извезува голем дел од струмичката зелка. Ако се случи да се уште повеќе намалат количините, згора на тоа, ако се случи и неизнаоѓање решење како и на кој начин да се пласираат производите, мислам ќе имаме енормно намалување и на така намалените површини со засадување на земјоделски култури. Во најголем дел, зелката во пластениците се уште зрее. Мал дел е веќе обрана. Тие мали количини завршиле на домашниот пазар. Грижата е што ќе се случува за 2 недели, кога ќе се берат поголеми количини за кои не се знае каде ќе се пласираат. Митко Карајованов, заедно со други земјоделци, беше на средба со министерот за земјоделство Љупчо Николовски, на која го соочија со нивните проблеми. Покрај COVID-19 сега се соочуваме со уште една криза. Тоа е војната во Украина. Значи, знаеме дека 80-80% од извозот на зелката одеше токму во Украина и Русија. И сега треба да се бара алтернатива, да видиме како ќе се
ова сето тоа одрази на најпрво на зелката. Генерално, Украина и Русија не се големи пазари за земјава, но се важни за одредени култури. И увозот не е голем, но проблемот е што Русија е најголем производител на амониум нитрат, клучна суровина за производство на вештачките ѓубрива кои ги користат земјоделците. Карајованов вели дека репроматеријалите за производство на ѓубриво веќе се двојно поскапи. Сведоци сме дека ѓубривото ланската година беше некаде околу 650 денари, се 1200 денари. Правам обед за 25 килограми. Значи тука да се најде некое решение и мислам оти сега во овој момент актуелно е да бидат исплатени барем субвенциите за полјоделските култури. Значи сега ако во овој момент не се исплатат субвенциите за пченица и за јачмен, значи ние уште ќе влеземе во уште поголема криза со недостаток на пченица и јачмен. Пред средбата со земјоделците, министерот за земјоделство Љупчо Николовски изјави дека откупот на зелка во Струмичко засега се одвива непрекинато, а и дека ја следат состојбата со репроматеријалите и горивата. Во тој дел 13% е зголемено само со ова усогласување износот кој што и градинарите ќе го добиваат по хектар во делот на зелена нафта, мислам дека околу 4300 денари е по соодветната методологија по хектар, меѓутоа во собрание се наоѓаат измени соодветни на Законот за земјоделство и рурален развој. Николовски вели дека се и во потрага по нови пазари. Министерството ги ангажираше сите сектори, доставивме барања преку Министерството за надворешни работи до сите дипломатски конзуларни представништва, билатерално иницираме средби со сите амбасади и представништва во Скопје и организирани се и предвидени наши посети како што е во Турција и во други земји, се со цел да бараме во секој еден поглед алтернативи на пазарот. Билјана Петровска од Националната федерација на фармери е критична кон власта и вели дека нови пазари треба да се бараат постојано, а не само пред криза. Додава дека не само за зелката, туку дека ќе треба да се бара чаре и за други земјоделски производи кои завршуваа на руско-украинскиот пазар. Значи, еден од најголемите дистрибутивни центри за рускиот пазар е Србија. Тоа реално со години на таков начин се функционира. И тука нормално ние ќе имаме негативни последици врз земјоделството, посебно врз јаболкото, посебно врз праската сега во летниот период кога ќе се појави, исто така и трпезното грозје. Немаме некои големи површини на трпезно грозје, ама сепак и тука ќе има негативно влијание. Додека проблематичниот пласман на овие производи ќе погоди само дел од земјоделците, поскапувањето на горивата и ѓубривата ги засега сите производители, вели Петровска, затоа бара итна акција. Побаравме барем овие сегменти како што се ѓубривата да бидат покриени од страна на државата преку субвенциите, па тука побаравме околу 20 до 30% ако може субвенциите да се зголемат. Се уште тоа го пренесовме на институциите, сега нормално тој буџет не го дефинираме ние, го дефинира државата. Но реално сметам дека со ваквата криза која што е настаната, посебно со поскапувањата, може негативно да се одрази врз земјоделството, односно да се намалат површините кои што исто така не се толку големи, бидејќи ако на некој не му е рентабилно да произведува, производството му е поскапо од продажбата, нормално може и да определи, посебно за оние култури кои што се едногодишни, да мирува. Министерството за земјоделство веќе најави ваква мерка преку интервентниот фонд во вредност од 2 милиони евра, кои ќе бидат наменети за вештачки ѓубрива како приоритетна поддршка, но само за производителите на пченица и јачмен. Што со другите, тие прашања ќе треба да се решаваат во од. Подобро да се спречи отколку да се лечи, гласи една народна мудрост од овие простори. Во овој контекст нелогична се чини одлуката на владата да скрати 40% од парите за програмата за превенција од еден од најсмртоносните вируси на денешницата – ХИВ. Невладините организации кои на терен работат со ризичните групи велат дека нема да се откажат од намерата да се врати стариот буџет, бидејќи во спротивно има закана од забрзано зголемување на бројот на инфицирани од сегашниот.
Зоран Јовановски разговараше со Хајди Штерјова Симоновиќ и Андреј Сених од Заедно посилни организацијата која им помага на лицата со ХИВ. Јавно го искажавте вашето незадоволство и несогласување од одлуката на Министерството за здравство да ги скрати средствата од превентивната програма за заштита на населението од ХИВ за 40%. Дали имате некаков одговор од Министерството зошто се решиле на ваков чекор? Не добивме никакво образложение и од се што знаеме, Министерството немаше никаква консултација, ниту со експерти, вклучително Националната комисија за ХИВ, ниту понуди никакви аргументи за кратењето. Страшно е во услови на криза, јавно здравствена криза, да се крати од грбот на најранливите граѓани во земјата. Сметаме дека тоа е една популистичка и погрешна политика, секако не јавно здравствена политика. Исто така, веруваме дека овој чекор на некој начин е насочен и против граѓанскиот сектор, бидејќи преку овие активности, всушност, националниот одговор кон ХИВ се потпира токму на трудот на 15 на граѓански организации широм земјава, чија што работа и функционирање сега се загрозува покрај тоа што е загрозен јавно-здравствениот аспект во справувањето со оваа епидемија. Да не заборавиме, епидемијата на ХИВ е се уште една од активните пандемии во светот, а и кај нас. Каде го гледате проблемот? Во новиот состав на владата или во раководството на Министерството за здравство? Она што можеме ние да го кажеме е тоа дека ние се обидувавме од како се формира новата влада и од како се формира новиот состав кабинет на Министерството за здравство. Ние се обидувавме постојано да оствариме комуникација каква што сме имале предходно со Министерството за здравство, меѓутоа нажалост постојано таа комуникација беше еднострана. Значи ние се јавувавме, а оттаму не добивавме никаква повратна комуникација или информација. Исто така сметаме дека бидејќи програмата ја усвојува владата, значи програмата за заштита на населението од ХИВ ја спроведува Министерството за здравство, меѓутоа истата се плаќа од буџетот на државата и ја усвојува владата, така што проблемот и одговорноста е обострана. Значи гледаме подеднаква одговорност и во владата и посебно во Министерството. Зошто вие како здружение инсистирате на овие средства? Зошто се важни? Бидејќи преку оваа програма и преку овие средства практично се добиваат исклучително важни здравствени и јавно здравствени услуги, околу 10.000 корисници од ранливи, посебно маргинализирани заедници во Македонија. Тие се однесуваат на заштита од ХИВ, но и на заштита од други крвно и сексуално преносливи инфекции, вклучуваат услуги за диагностика и лекување на сексуално преносливи инфекции и така натаму. За голем дел од овие корисници, кои што се надвор од здравствениот систем поради својата маргинализираност, всушност токму овие услуги се и единствениот пристап до некаква базична здравствена заштита. Имено овие програми за превенција на ХИВ всушност имаат главна централна улога во Македонија во спречувањето, контролирањето и намалувањето на епидемијата на ХИВ. Според вас, какви може да бидат последиците од кратењето на средствата за заштита на населението од ХИВ? Во секој случај тоа ќе доведе до зголемување на бројот на нови инфекции, до зголемување со ХИВ, како и на други сексуално и крвно преносливи инфекции, ќе доведе до зголемен број на смртни случаи. Како резултат на ХИВ, голем број луѓе би останале недиагностицирани или ненавремено диагностицирани, што значи дека ќе дојдат во здравствениот систем во некој напреден стадиум на ХИВ инфекцијата, познат како СИДА, кога и нивното лекување на крајот на државата ќе ја чини многу поскапо. Така што овие чекори на Министерството за здравство ни оддалеку не значат штедење, туку напротив зголемување на оптоварувањето на националниот буџет на краток и на среден рок заради зголемување на трошоците за лекување и компликации. И во секој случај Македонија и понатаму ќе заостане многу повеќе во справувањето со оваа епидемија,
а каде што светот во последните години има направено огромен прогрес. Значи, ние заостануваме во ставањето крај на епидемијата на ХИВ, што е глобална цел до 2025 и 2030 година. Од кога постои оваа програма и дали досега сте се соочиле со слични проблеми? Значи, програмата за заштита на населението од ХИВ, која што ја спроведува Министерството за здравство, постои од 2004 како таква, меѓутоа програмите кои што поединечно организациите ги спроведува постојат многу порано. Конкретно програмата за превенција од ХИВ преку намалување на штети од употреба на дроги постои повеќе од 25 години. Ја развива Сдруженијето ХОПС со поддршка на други донатори, а од 2004 година веќе Министерството за здравство како примарен примател со финансиска поддршка од повеќе од 25 милиони долари ја почна да ја развива таква каква да ја развие таква каква што денес ја имаме. Значи со 14 организации со кои се опфаќаат сите клучни ранливи популации, како луѓе што употребуваат дроги, сексуални работници, МСМ лица и луѓе кои што живеат со ХИВ, како и млади, како дел од превентивната програма. Она што е значајно е дека со тие 25 милиони долари во период од 15 години се развија солидни програми на територија на цела Република Македонија, што придонесе од, например, конкретно од 2007 година наваму, конкретно за програмата што ние ја работиме, да нема ниту едно лице што употребува дроги да не е позитивно на ХИВ. Значи, тоа представува одличен одговор и одлично функционирање на програмата. Најголем проблем ни е финансиската одржливост, бидејќи додека беше Глобал фонд, значи програмите беа посеопфатни и пошироки, кога државата во 2017 година го превзеде целосното финансирање на програмите, иако самата влада во тоа време проценила дека минимум износ за функционирање на овие програми е 6 милиони денари, ние добиваме околу 45 милиони денари, зборувам за граѓанските организации кои што ја работат превентивната програма, и со тој минимум успевавме 5 години да ги одржиме програмите. Меѓутоа, со ова кратење од 40%, а во некои програми како што е програмата за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ и 70%, практично е невозможно да се одржат програмите. Кои би биле вашите следни чекори доколку владата не реагира? Како платформа пуштивме писма и известувања до сите значајни организации, институции од меѓународната сфера, како што е Светска здравствена организација, Глобалниот фонд и други важни UN агенциите, Европска унија. Меѓутоа исто така пуштивме и барање за итен состанок со премиерот на владата на Република Македонија, господинот Димитар Ковачевски, надевајќи се дека во овие два преостанати денови додека да истече рокот за аплицирање, ние ќе добиеме барем средба со него за да може да добиеме објаснување и да разговараме за нашите конкретни барања. Нашите конкретни барања ги кажавме и на пресот, ќе ги кажем уште еднаш. Итна корекција на огласот на сумата која што е предвидена во усвоената програма од владата за 2022 година, итно решавање преку измени во законите и донесување на подзаконски акти со цел да се институционализира и стандардизира превентивниот одговор на државата. Значи да не зависиме од дискрециона политичка волја секоја година. И трето, како што државата во овие 2,5 изминати години наоѓаше можности и начини за интервентно помагање финансиско и финансирање на бизнис секторот и на други сектори, очекуваме сериозно државата да најде начин и средства да ги покрие трошоците кои што граѓанските организации ги има во изминатите 3 месеци за да ги одржат програмите, да не ги запрат без никаква најава. Бидејќи ние сме непрофитни организации, значи ние не сме бизниси, немаме никаков извор на средства, освен тоа што го трошиме како грантови и донации. Вработените во Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации имаат одговорни задачи, особено по влезот во НАТО, а се со статус на административни службеници.
Поради ова, дел од кадрите на дирекцијата веќе заминале во други институции, главно од безбедносно-разузнавачката заедница, каде добиваат подобри услови. Може ли како да се спречи одливот на кадри? Од Зоран Јовановски. Дирекција за безбедност на класифицирани информации или скратено ДБКИ. Ова е институцијата надлежна за заштита на тајни информации и нивна размена со НАТО и Европската Унија, а ги издава и така наречените безбедносни сертификати. Документи со кои одредени лица добиваат пристап до тајните информации на државата, НАТО и ЕУ. Самите безбедносни проверки за тоа дали некое лице представува или не безбедносен ризик ги вршат надлежните служби. Во конкретниот случај кај нас тоа е Агенцијата за национална безбедност за сите цивилни лица, додека армијата, односно воената служба за безбедност и разузнавање за вработените во Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија. Значи, тие се два оперативни органи кои на наше прајање ги вршат проверките, а ние сме тие кои пред НАТО гарантираме за одредено лице дека не представува безбедносен ризик, односно дека се извршени безбедносните проверки. Со членството на земјава во НАТО во март 2020 година, дејноста на ДБКИ остана иста, но доби поинаква димензија. При проценката на безбедносниот ризик за одредено лице што треба да има пристап до документите на Алијансата, зелено светло за издавање безбедносен сертификат треба да даде и НАТО. И НАТО е вклучен во самиот тој процес и на тоа му дава секако една тежина на процесот, посебно во случаи кога има одреден безбедносен ризик и донесуваме решение за одбивање на барањето за издавање на безбедносен сертификат. НАТО многу ни помогна и во самиот процес на едукација на луѓето во безбедносните служби, како да ги вршат проверките, што се опфаќа една безбедносна проверка, како непристрасно, значи професионално да се работат тие проверки. Токму затоа во овој процес е вклучен кадар кој треба да има личен интегритет, познавање од безбедносната сфера, а треба да поседува и безбедносен сертификат. Со ова, ризикот за оддавање тајни информации треба да се сведе на минимум. Да се создаде ваков кадар пак е комплициран и долготраен процес. Дополнително, ДБКИ се соочува и со негов одлив во Агенцијата за разузнавање ОТА-АНБ. Причината е што вработените во дирекцијата се административни службеници, за разлика од оние во институциите од безбедносно-разузнавачката заедница. Нашиот статус е како дел од ова администрација и така натаму. Во овие други институции имаат подобар статус вработените, повисоки плати и одредени други бенефиции. Нормално е да, ако им се понудат подобри услови за работа, луѓето да се заминуваат. За Агенцијата за разузнавање, ОТА и АНБ има посебни закони, додека ДБКИ е регулирана со Законот за класифицирани информации, а работниот однос на вработените со Законот за административни службеници. Затоа Славевски смета дека е потребно да се подигне статусот на самата дирекција и на нејзините вработени. Во таа смисла веќе правиме одредени анализи со кои што верувам дека можеме до средината на оваа година да излеземе и во јавноста да ги презентираме и после тоа доколку тие бидат издржани, има политичка волја, можеме да во втората половина на годината и да предложиме одредени законски измени со кои што би ги коригирале овие работи кои што представуваат проблем во функционирањето. Академската заедница има разбирање за проблемот со кој се соочува дирекцијата. Универзитетската професорка Александра Деановска-Трендафилова смета дека во следните фази од реформата во оваа сфера треба да се одговори на предизвикот со одливот на кадри од ДБКИ. Загубата на кадри кои имаат високо ниво на познавање на ваква специфична и сензитивна проблематика, надградено со практично искуство, не може брзо да се надомести со евентуални нови вработувања на местата на вработените кои ја напуштиле институцијата. Тоа дефинитивно би се одразило на ефикасноста на работењето на ДБКИ како клучна и централна институција во системот на заштита на класифицираните информации. Професорот Оливер Бакрески пак смета дека создавачите на информациите, алудирајќи на вработените во безбедносно-разузнавачките институции, се во подобра позиција од вработените во дирекцијата, кои условно се чадор на информациите. Само општествено активен однос и поголемо разбирање за специфичната и променлива амплитуда на работата на вработените во дирекцијата за безбедност на класифицирани информации ќе придонесе реално да се согледа потребата за еден ваков исчекор, а од друга страна,
Тоа ќе значи дека е обезбеден потребниот баланс меѓу безбедносните субјекти, но и до израз ќе дојде специфичната и комплексна безбедносна природа на работата и работењето на ДБКИ. Идејата за промени во статусот на дирекцијата и вработените наидува на поддршка кај министерката за одбрана Славјанка Петровска. Сметам дека досега се во една неправедна позиција, би рекла, во однос на нивните колеги од останатите агенции и да апсолутно треба да работиме и веќе започнуваме да размислуваме на операционализација на таа идеја за подобрување на нивниот статус. Како би се извело тоа? Би се реализирала преку законски измени, без разлика дали би било тоа во постојниот закон или ќе се донесе нов закон кој ќе ги регулира правата и обврските и должностите, се разбира, на вработените во оваа дирекција, но апсолутно ја оправдувам и ја поддржувам потребата од посебно регулирање на нивната положба во системот и апсолутно сметам дека како дел од безбедност на разузнавачката заедница, може би не со директни надлежности какви што ги имаат останатите агенции кои ги споменавте, но сепак тие се дел од безбедносната заедница на некој свој начин, затоа што начинот на класифицирање, начинот на чување, начинот на управување со класифицираните информации, кој што во суштина е една од основите на работата на безбедност на разузнавачката заедница, се наоѓа токму кај нив. Полската експертка за безбедност Агнешка Гоголевска го пренесува своето мислење за статусот на службениците што работат со класифицирани информации. There is a certain risk because if they go wrong, the penalties may be heavier than in case of many other jobs. But then perhaps a little bit higher salary or certain benefit that's attached to this greater risk would be an answer to that. Whereas giving them the whole complicated system of social benefits and special protections and probably an earlier retirement, because that very often comes with the jobs in security agencies, I think that would be going over the board, really. Директорот Славевски, како пример од регионот, ја наведува Хрватска и смета дека треба да се следи нејзиното искуство. Затоа што таму статусот на нивната служба, го викаат Уред Виеќе за национална безбедност, е регулирано со статусот и истиот статус таму вработените го имаат како и нивните безбедносни и разузнавачки служби, значи таму со еден закон е регулиран статусот на вработените и на сите овие безбедносни разузнавачки служби и самиот уред е дел од таа безбедносна заедница. Додека се чека на законски измени, останува чадорот на информациите да издржи без да протече. Овде ќе направиме уште една пауза за реклами, по која ве поканувам заедно да ја одгледаме Саботажата на Сречко Поповски. Магата која општеството ја има со медиумската писменост се продлабочува, ама не затоа што не постојат обиди за едукација на таргетираните групи, туку од причина што самите новинари имаат проблем во сферата на сопствената надградба, па од тие што се очекува да објаснат, неретко се случува ниту самите да не можат да објаснат што всушност сакаат да кажат. Во оваа веќе наречена активна биополарна ситуација, секој ќе се снаоѓа на свој начин. Биполарноста навистина пружа можност во одредена фаза да се преземат непромислени активности кои предизвикуваат несакани последици, ама таа е состојба или поточно диагноза, додека на полната свест за сопственото поведение понекогаш може да предизвика недоумица околу сопствената улога во предизвиканите случувања. Не сум ја цвечка за гризни. Нити сум најчеститниот човек на светот. Тие што сепак сакаат да бидат добро навадени и не се грижат многу за сопствениот образ, максимално ги користат, поточно ги злоупотребуваат привилегиите кои стојат на располагање. За разлика од нив, обичните земјоделци тешко стигнуваат, па завалијата не можат ниту да кажат што прават манипулаторите со државните пари. За сугенци човеците онот, овие само ради сугенциите, ништо не искарујат од таа стока. Тоа што некому само формално му се бројат земјата и грлата што ги поседува, без да има кој да проверува како ги чува и какви производи добива за да му дадат субвенции, е обврскан на државата. Ама таа и нејзините служби
изгледа не се решение. Проблемот значи мора да се бара во институциите, односно на места кај што им даваат дозволи за работа, односно им даваат серијски броеви на тие животни. Наместо одговор на задачата од нив потекнува комплексноста на проблемот за кој дополнет со актуелната криза. Изгледа дека најдоброто решение е да се размислува за воведување и помош за нова и штедлива механизација. Јас си ги орам нивите со нив, пренесувам вреките, што го произведувам за другите работи и имам заштедено со тие 4,5 хектара, заштедувам 1000 евра до рање, од превоз 1000 евра, а имам трошкови за нив преку зимото се хранат за оба 100 евра за едната, 100 евра за другата, 200 евра трошкови. И на крајот, кога сметате дека со тоа ќе се преживее, па може и ќе се успее да се трне нешто на страна. Дали мислите дека цените може да се покријат со новата плата? Не. Не мислувам. Добро е што уште некој останат да мисли, па дури и тогаш, кога тоа не е случај ниту со прашањето, а уште помалку со одговорот. Со саботажата завршува и ова издание на 360 степени. Налсад следуваат вести на македонски јазик. Останете и погледнете ги. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно!